ниту очекував поразличен одговор, бидејќи неколку пати е поднесуван овој амандман и секогаш истата лага дека е ставен во програма, но морам јавно да ги обелоденам и програмите на јавното предпријатие за државни патишта, кои што се јавни и се на веб страната, каде што секогаш, иако министерот се повикува на вакви програми, во овие програми, иако претходниот директор и премиерот и сите го ветува ова патно решение од Струмица до граничен премир Новосело, секогаш во програмите се ставаше дека ќе се реконструира единствено делницата од Струмица до Давид. Тоа и дополнително, она што се повикуваат дека после неколку години ја менуваат тезата и сега наместо експресен пат од Струмица до Новосело ќе граделе експресен пат од Новосело до Гевгелија, односно до Смоквица, ќе се поврзало со автопатското решение. Сето ова е лага, бидејќи во сите програми, еве ги, и во 2019-та, и во 2020-та, па дури и во 2022 година, во програмата имат изработка на проектна документација делница Струмица Валандова. Тоа значи дека ниту имат се уште одредено проект, односно имаат средства за изработка на проект од Новосело до Смоквица, односно до автопатот, бидејќи ваквото патно решение сакат да го поврзат директно. Ова е уште една лага, затоа што самите програми го предвидуваат ова патно решение, односно оваа делница, а не предвидуваат ваков експресен пат. Истото беше ветување на СДСМ уште во програмата во 2016 година, секоја година единствено што менуваат е потенцирам. После неколку години го сменија називот на делниците кои што планираат да ги реконструираат, а не да ги изградат, и затоа мислам дека ваквото образложение не држи место, иако станува збор за еднопатно решение кое што минува низ 3 општински центри и е многу фреквентно сообраќајно решение, бидејќи самото јавно предпријатие за државни патишта во 2019 година пресметало дека на ден, односно просечен годишен сообраќај на возила на ден по оваа делница поминуваат 12.297 возила. Во 2021 година поминуваат 10.302 возила на ден на ова сообраќајно решение, а истото нешто не е на ниво на автопат, туку е во многу лоша и незавидна состојба. И затоа, за жал, ако отворите на интернет и да го пребарате како делница Струмица Новосело, ќе ви излезат статии само повредени тројца, настаната сообраќајна несреќа, излетано пат од сообраќај. За жал имаме и жртви со трагични последици. Ова патна делница е толку небезбедна за самите граѓани кои што живеат и затоа повеќекратно го поднесуваме, но никогаш немаме слух од власта. Ве повикувам да го поддржите, бидејќи станува збор за исклучително важно поврзување на оваа делница, а впрочем потреб и вашиот директор претходен и премиерот кои што потекнуваа од Струмица немат ниту еден капитален проект за кој што можат да се пофалат. Овој патен правец им беше ветување уште во 2016 година, до денес немаат мрднато со прст, а единствено го пренаменија, односно го пренасочија називот дека сега ќе градат друго сообраќајно решение кое што ќе ги поврзува Новосело директно со Смоквица. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Доколку никој